Добар вечер, почитувани гледачи на овој издание на емисијата Ваш термин. Со вас сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Перич и веќе со мене во студиото денешната моја гостинка, доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Ќе говориме за мозочен удар. 29 октомври помина, се одбележа светскиот ден за борба против мозочните удари. Ние малку еве 2 недели подоцна, меѓутоа сепак да поразговараме малку на оваа тема, да доставиме информации во однос на овој проблем и се надевам дека сите оние што ќе не следат и ако имаат некое прашање во врска со денешната тема, слободно ќе можат да ни скомуницираат. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Драгана, би сакала од режија да го побарам подготвениот прилог за денешната тема, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме денешниот. Мозочниот удар е една од најчестите причини за смрт во светот. Оваа состојба е резултат на прскање или блокирање на крвен сад во мозокот, и ако не се лекуваат, клетките во мозокот умираат. Доколку ги забележите следниве симптоми кај некој од вашите најблиски, тогаш бидете сигурни дека се работи за срцев удар. Ненадејна зашеметеност или слабост на телото, особено доколку се одрази само на едната страна. Ненадејни промени во визијата на едното или двете очи, или потешкоти при голтањето. Ненадејна остра главоболка од непозната природа. Ненадејна вртоглавица или губење рамнотежа. Ненадејна конфузија, потешкоти при зборувањето и разбирањето. Времето поминато по мозочниот удар можеби е најзначајниот фактор за тоа каква ќе биде судбината на пациентот. При недостиг на кислород на мозочните клетки, тие почнуваат да умираат во истата минута. Постојат лекови кои можат да го забрат оштетувањето на клетките, но тие мораат да бидат употребени најмногу 3 часа по настапувањето на ударот. Кога еднаш мозочното ткиво ќе се оштети, тогаш деловите од телото кои биле контролирани од тој дел на мозокот нема да работат нормално. Ова е причината зошто мозочниот удар прави долгорочни последици. Постојат 2 типа мозочен удар и тие се лекуваат на различни начини. КТ-скенот им помага на докторите во диагностицирањето на симптомите и дали тие потекнуваат од блокиран или прокрвавен крвен сад. Исхемичниот удар е најчестиот тип на мозочен удар кој им се случува на 9 од 10 лица. Причинителот на оваа состојба е тромб кој е заглавен во крвен сад во мозокот. Тромбот може да се формира на самото место или пак да допатува со помош на крвотокот. Хеморагичниот мозочен удар е резултат на ослабување на крвниот сад и распукување на истиот. Овој тип на мозочен удар не е толку чест, но во најмногу случаи е фатален бидејќи резултира со крвавење во самиот мозок, кое многу тешко може да се запре. Најчест причинител на мозочниот удар е атеросклерозата, која представува стврднување на артериите. На внатрешните ѕидови на артериите се насобира плак направен од калциум, масти, холестерол и други супстанции, со што се намалува капацитетот на артериите и се отежнува дотокот на крвта. Овие нерамнини се совршено место за сместување на тромбовите. Оваа состојба може да резултира со исхемичен мозочен удар. Хеморагичниот удар пак најчесто е резултат на високиот крвен притисок, со што артериите се посклони на прскање. Најчестите ризик фактори за мозочен удар се високиот крвен притисок, високото ниво на холестерол, диабетесот и прекумерената тежина. Доколку преземете какви било чекори во врска со овие фактори, вие го намалувате ризикот од мозочен удар. Затоа, оставете ги цигарите, повеќе вежбајте, не претерувајте со алкохолот и храните се здраво. Секој втор смртен случај во Македонија е поради срцев или мозочен удар. Статистиката на Институтот за јавно здравје покажува дека од околу 19.000 починати лица годишно, дури кај 53%, причина се кардиоваскуларните заболувања. Експертите по јавно здравство се категорични дека државата треба да создаде услови луѓето да водат здрав живот, па потоа да се бара да живеат здраво.
Еве се враќаме повторно назад во студиото, како што кажав и на почетокот, веќе со мене во студиото е доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог и ни доаѓа од Државната клиника за неврологија. Доктор Драгана, добре дојдовте за прв пат во ваш термин. Ви посакувам добри дојди, драго ми е што одвоивте време еве да бидете дел од оваа емисија. Добро вечер до вас и добро вечер до гледачите на емисијата Ваш термин на телевизија Сонце. Драго ми е што ме повикавте да бидам дел од вашата емисија и се надевам дека ќе се обидеме барем да го подигнеме нивото на свеста кај населението за оваа ни така ретка болест и да помогнеме секако во градбата на националната стратегија во третманот на ова заболување. За прв пат говорам на оваа тема во ваш термин. Ајде некако вака да почнеме првин да ни кажете каква е состојбата кај нас во однос на мозочните удари. Кога се подготвував за емисијава, кога читав некои информации, се вели дека после срцевиот инфаркт, после канцерот, веќе мозочниот удар е трет. Барем така јас се информирав. Ајде вие да ни кажете вака од релевантни извори, бидејќи сте секој ден на клиниката за неврологија и верувам дека знаете. Да, јас си работам и раководам со оделот за превенција и рана диагностика на ова заболување и секојдневно секако се соочувам со оваа патологија, со ова заболување. Статистиката е застрашувачка. Значи, според последните податоци е за жал четврта причина за смртност во светски рамки. Она што се случува на глобално ниво е тоа дека 15 милиони луѓе страдаат од мозочни удари. Од нив 5 милиони умираат, 5 милиони остануваат трајни инвалиди, што секако е сериозен проблем и за семејството, но и за државата, бидејќи се одвојува голем дел од буџетот околу негата и рехабилитацијата на овие болни. Според Светската здравствена организација, секоја 5 секунда имаме нов пациент со мозочен удар. Последната статистика која што е направена на ниво на Република Македонија е 2016 и за жал некаде сме меѓу високо развините земји со висока честота на ова заболување, некаде околу 300 лица на 100.000 жители, што е фрапантна бројка или во превод би значило некаде до 3-4 нови случаи во текот на еден ден. Така. За жал, стапката на смртност на ова заболување е многу висока. Во светски рамки изнесува некаде околу 10%, а според статистиката во Република Македонија изнесува 7,7% од пациентите кои што се хоспитализираат на клиниката. Периодов како беше во однос на приемот на пациенти, дали беше зголемена бројката со оглед на тоа дека некако топлото време продолжи, а не беше својствено, како да кажам, за овој период, веќе сме половина на ноември. Дали имаше тоа влијание за да има зголемена појава на мозочни удари? Ова заболување генерално е последица на други болести. Значи, хронични има врска болести со времето? Па има. Индиректно има поврзаност. Така. Обично не се тоа пациенти кои што се долгогодишни пациенти кои што се лекуваат од покачен крвен притисок, пациенти кои што имаат диабет, односно шеќерна болест и друг тип на заболување, меѓутоа генерално ова ни се главно пациентите. Факт е дека кога имаме промена на времето, најчесто на есен или на пролет, кога имаме голема варијација во температурата, ја имаме веќе во текот на денот, преку ден имаме високи температури, навечер паѓаат температурите, се случува кај овие пациенти да имаме варијации во крвниот притисок и тогаш се случува да се зголеми честотата на појава на ова заболување, така да веќе имаме зголемена честота на појава на ова заболување. Летно време ни се доста безбедни. Така, значи може тогаш да бидете помирни. Меѓутоа, бидејќи споменавте некои работи во однос на предизвикувачите на, кажавте високиот крвен притисок, диабетисот, кои се другите тие фактори ризик кои што придонесуваат да се појави мозочен удар? Па секако ќе ги споменеме и стилот на живење. Јас секогаш велам треба да се ориентираме кон здрав стил на живење. Пушењето е еден од ризик факторите кои што може да доведе и до други заболувања, вклучително и мозочни удари.
гојасноста. Значи, прекомерната тежина може да биде една од индикаторите кои што може да доведат до појава на ова заболување, нездравиот начин на живот, значи јадењето на масна храна и покачените масноти во крвта, и невежбањето, значи воколку немаме физичка активност, тоа ќе биде еден ризик фактор за појава на ова заболување. Така. Ајде сега да ги кажеме симптомите кои што би требало да се почувствуваат кога веќе се случува нели еден ваков проблем. Да, јас најнапред би сакала да кажам дека имаме два типа на мозочни удари. Така, исхемиски и хеморагиски. Точно, да, имаме генерално ги делиме во две групи. Што значи тоа? Исхемичните мозочни удари се причината за нивното настанување е кога згрушок, кој што може да дојде од некој дел од телото, најчесто од срцето, така, или пак од големите крвни садови кои што го хранат мозокот, ќе се покрене или пак едноставно ќе ја запуши циркулацијата и ќе немаме доволен доток во одредена регија од мозокот. Значи, практично настанува тромбоза или исхемичен мозочен удар. Овие се многу позастапени, некаде околу 85% од пациентите имаат исхемичен мозочен удар, додека пак помал број, некаде околу 15%, од пациентите имаат мозочно крварење или хеморагичен мозочен удар, кој што настанува како резултат на прскање на крвен сад во мозокот. Так. И како резултат на тоа појава на некаков невролошки дефицит. Невролошкиот дефицит, мислам дека секој од нас може да го препознае. Имаме една, како да кажам, слоган за брза ориентација, FAST или брзо преведено на македонски, FAST или FACE, кога ќе најдеме некој од фамилијата, најчесто постари особи, да приметиме спуштеност на едниот усен агол, тоа е еден од симптомите, значи можно е да се работи за мозочен удар. Обично треба да дадеме команда, насмивни се или покаже ги зъбите, и воколку едниот усен агол заостанува, тоа ни укажува дека имаме пареза на фацијалниот нерв од централно потекло. Имаме слабост обично на рацете и на нозете. Лесна проверка од човек кој што не е медицинско лице е доволно да даде команда да ги подигне рацете. При подигнување на рацете ќе приметиме обично од истата страна од каде што е спуштениот усен агол, неможност да ја подигне раката или пак ја подигне раката, меѓутоа раката бавно или брзо тоне кон подлогата. Така. И ова ни е еден од индикаторите, најчесто тоа иде и со слабост на ногата, и тоа е еден од индикаторите, најчесто исто може да имаме пречки во говорот. Пречките во говорот може да се од типот отежнато да зборува, да не може воопшто да зборува, или едноставно да е променет зборот или говорот, и тоа ни се индикатори веднаш да повикаме секако брза помош, да се јавиме на операторите на брза помош, да ни дадат напатствија, така, да видиме дали се работи за мозочен удар. Ова е една како кратка едукација на населението. Спомнавте исхемиски и хеморагиски, нели? Кој е тој кој што би завршил со фатални последици? Има разлика од едниот до другиот? Па се зависи од големината. Така. Значи, големината на инфарктната зона или големината на мозочното крварење или локализацијата на самиот процес обично ни ја дава прогнозата на заболувањето. Се разбира, обсежните крварења и обсежните исхемии или пак локализирани во мозочно стебло обично имаат лоша прогноза. Прогнозата ни ја дава секако и коморбидитетите. Ако се работи за пациент кој што е долгогодишен диабетичар, долгогодишен хипертоничар, возрастен пациент, секако дека можностите за преживување како растат овие фактори се намалува. Има ли улога тоа кога нели веќе се случува еден мозочен инфаркт или мозочен удар? Која е таа сатница која што треба што побрзо да се јавите нели на лекар, да појдете да побарате помош, каде што може да биде, како да кажам, со помали последици да се санира? Апсолутно, така. Што побрзо. Така. Има ли некој одреден временски рок? 2 сати, 3 сати? Има одреден временски рок кога станува збор за исхемичните мозочни удари, за брз, навремен и ефикасен третман. Без разлика
зашто и да е сомнението, пациентот треба што е можно побрзо да се донесе до специјализирана институција каде што се диагностицира и лекува ова заболување. И доколку се почувствуваат оние симптоми за кои што говоревте пред малку, веднаш да се јават во болница, така? Да. Нам ќе ни помогнат. Значи, временскиот прозорец во однос на терапијата, особено кога говориме за исхемичните мозочни удари, е многу ограничена. Значи, од појавата на симптомите до апликацијата на терапијата, потребно е да имаме што е можно пократко време, максимално, да кажеме, некаде до 4,5 часа, до 3 часа по можности подобро, велам до апликација на терапијата. Значи, треба најбрзо да се донесе или до нашата клиника или до 8 септември, говорам на ниво на нашиот град, да се направи диагностика со компјутер, да направиме разграничување дали се работи за исхемија или мозочно крварење. Воколку се работи за исхемија, адекватен третман во светски рамки го имаме секако и во Македонија е апликација на тромболитична терапија. Тоа е терапија која што се дава интравенски, која што би можела, значи не е 100% секако ефикасноста на терапијата, меѓутоа голем е процентот на ефикасноста од терапијата, да едноставно го разгради згрушокот и да овозможи реканализација, односно повторен проток во зоната која што останала без крвоток, практично од тромбусот кој што стигнал. А кога станува збор за крварењата, иницијалниот, веќе на првиот, односно иницијалниот компјутер, го гледаме крварењето, терапијата е во зависност од локализацијата. Или останува конзервативен третман, или пак се оперира хематомот. И причината секако е битна, воколку се работи за крварење кое што е предизвикано од лекови, најчесто хепарин синдром, имаме пациенти кои што долго години се зимаат синдром, а не се контролираат, па времето на коагулација знае да се наруши и тука сепак ќе се одлучиме за конзервативен третман. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема мозочен удар или мозочен инфаркт со доктор Драгана Петровска-Цветковска, која што е специјалист невролог. Посочив и на почетокот, доколку имате некое прашање во однос на денешната тема или доколку сте почувствувале некој ваков симптом, ако не се испишани телефоните на екранот, веќе од режија може да ги испишат и може да не искомуницирате, да поставите некое прашање, а доктор Драгана ќе се обиде да ви даде насока и одговор во однос на она што е ваш интерес. Доктор Драгана, пред известно време кога говорев за срцеви инфаркти, вашата колешка од клиниката за кардиологија, доктор Луиза Груева, кажа дека за жал многу млади луѓе се почесто. Како е со мозочните удари во однос на возраст? И ние ја имаме за жал. Ке кажам истата статистика. Никако се поместува границата. Најверојатно стресниот начин на живот, нередовниот начин на живот, се помалку имањето време за себе, трката по пари, па би рекла и трката за преживување, хроничниот стрес ние поместува границата, така да и ние имаме се почесто помлади пациенти со мозочни удари. Дали е причината тоа што некако помладите помалку се грижат за своето здравје, пак заради тоа се случува тоа, бидејќи повозрастните некако горе-доле Па повозрастните знаат да бидат подисциплинирани. Да, ние немаме време за себе. Ретко кој заминал кај матичен доктор да се направи една основна лабораториска притрага. Често пати се случува многу млади луѓе да имаат многу покачени масноти во крвта, вариабилни вредности на крвен притисок. Некогаш и најопасни, ја би рекла, се и инцидентните скокови на притисок. Тие знаат да ни направат обично прскање на крвен сад во мозокот. Најчесто кај помлади особи Што би значило тоа висок притисок? Сме говореле многу пати за висок притисок, меѓутоа што би значило тоа над 140, над 150? Кога се случува тоа, кога е колку висок притисок? Се прилично категорични, велат се што е над 120 со 80 е покачен крвен притисок. Според мене, мислам дека со годините треба малку да сме можеби потолерантни. Меѓутоа да, ако е 140 со 90, 150 со 100,
особено кога диастолата ни е над 100, веќе е сериозен индикатор за потреба од примена на терапија за крвен притисок. Да. Така, меѓутоа тоа треба да е континуирано, предпоставувам. Апсолутно, така, за да се утврди. Тука јас не сум стручна, да. тука не се стручни Добро, кардиолози, да. на темата, меѓутоа сепак значи 140-150 веќе треба да се бара баш бара терапија, консултација, да, дали треба веќе да се почне со терапија. Претпоставам дека кога веќе еден пациент кај вас ќе биде третиран после еден преживеан мозочен удар, опорувањето трае подолго. Што се случува после тоа? Значи, каков е третманот? Колку треба да се лекува болнички? Колку после тоа трае опорувањето, бидејќи знаеме дека може да се случи, нели, како што кажавте, да има неможност на движење на рака, говори така натаму. Која е вашата улога потоа во тој процес? Они ни стануваат дел од семејството. Ние долго години се гледаме, редовно се следиме, редовно се контролираме, превенираме. Не е само примарната превенција, битна е и секундарната превенција после доживувањето на мозочниот удар. После давањето на тромболитичната терапија, секако после краток временски период пациентот заминува дома со мала дискретна секвела или можеби без никаков невролошки дефицит. Меѓутоа, обично и најчесто пациентите малку покасно ни доаѓаат и лекуваме компликации, а компликација е еден венец на оток кој што се формира, кој што дополнително ја зголемува зоната која што едноставно просто кажано изумрела заради недостаток на крвоток во таа регија. Така да овдека опоравувањето ни трае прилично долго. Ајде ќе проговориме за тоа, бидејќи имаме гледач на линија да го вклучиме. Добро вечер, кој се јавува? Ало? Добро вечер, повелете. Не се слушаме убаво? Ние убаво ве слушаме, само намалете го тонот на телевизорот. Скроз е намалено, скроз. Ајде, еве, ние убаво ве слушаме. Сега дали се слушаме? Не се... Ајде ќе го на вака ќе го исклучи. Ало? Дали се слушаме сега? Да, се слушаме. Ајде, Добро вечер. говорете. Добро вечер. Добро вечер. Ја поздравувам докторката што е на телевизија. Благодарам. И се радувам дека постигнала и дошла до овој успех. Јас сум нејзината прва учителка. Невена. Да, прва учителка. Имам искуство од мојата сестра, која и беше пациент на доктор Драгана и благодарам за грижата што ја пружи, но за жалост не успеавме да ја спасиме. Само тоа сакав да го кажам и посакувам уште поголем успех да напредува натака. Ви благодарам од срце. Мене посебно ми значи што се јавивте во оваа емисија, бидејќи темелите на мојата личност и на мојата кариера ги поставивте вие. Да. Заслуживте. Ви благодарам од срце. Да. Заслуживте, вие си бевте уште од почетокот усмерена кон нешто високо и навистина стигнавте. Ви благодарам. Јас ви благодарам вас. Добро. Пријатно. Пријатно ви благодариме што се јавивте, што не следите и уште повеќе што еве доктор Драгана била ваша ученичка и многу ми е драго што еве пријатно се изненадивте и вие. Да. Значи да продолжиме каде застанавме ние во однос на темата за околу опоравувањето. Да, кажавте дека треба повеќе време ако има компликации. Обично пациентите ги третираме во акутна фаза, кога веќе ќе бидат стабилни. Има една стигма кај пациентите 21 ден, па не знам, 30 и некој ден. Апсолутно нема поврзано со деновите. Има поврзано со клиничката слика. Ние неколкукратно ги сликаме пациентите во текот на хоспиталниот третман и проценуваме кога е стабилен, нели пациентот да го пуштиме дома. Апсолутна сигурност нема, тоа морам да го кажам, и откако ќе замине дома, значи постои ризик. Обично првата година е повисок, третата година се намалува, веќе како изминуваат годините од повторен мозочен удар, ризикот се намалува.
Даваме терапија која што го штити пациентот, апсолутна заштита нема, таков специјален лек не постои, меѓутоа во главном комбинираме терапија на статини, односно на лекови кои што го намалуваат нивото на маснотиите во крвта и ацетилсалицилната киселина, или пак антикоагулантна терапија во колку сметаме дека има индикација е најчесто кардијална аритмија, срцева аритмија. Од кога ќе заврши лекувањето, од кога ќе ги пуштите нели дома пациентите, претпоставам дека континуирано се по терапија. Апсолутно, да. Долго време се по терапија, да не кажам доживотно се по терапија. Им следува потоа еден долг период на рехабилитација. Прво нормално работа со физијатри, ако има говорни потешкоти. Кој се е вклучен потоа во процесот на опоравување, освен вас? Работата со овие пациенти е мултидисциплинарно. И тоа зависи какви се проблемите кои што настануваат. Зависи од тоа какви се проблемите, најчесто е доволен физијатар, но ако имаме говорни потешкоти, имаме потреба од работа и со логопед, односно дефектолог, каде што треба можеби да се почне од учење на основни согласки, самогласки, поврзување во зборчиња, говорење на зборчиња и така натаму. Некогаш имаме потреба и подкрепа и од психијатар, затоа што честопати инвалидноста ги прави да имаат намалено расположение, да се повлечат во себе, што дополнително ќе ги демотивира и ќе ни го усложни процесот на рехабилитација на овие болни. Кога веќе еднаш ќе се преживее мозочен удар, колка ви се шансите торпат ако се јави да се преживее или има шанси да се преживее. Тоа зависи од некои пациенти се случува и 2 пати, 3 пати, нема правило, меѓутоа секако во колку се јави повторно ќе имаме поголема тежина. Значи може да се јават поголеми компликации. Да. Што би кажале друго околу симптомите кажавме, лекувањето кажавме, што би требало нешто друго да кажеме за кога станува збор за едниот и за другиот мозочен удар? Дали јас сакав да ви проговорам конкретно за исхемичниот мозочен удар. Колку што можев јас да се информирам, значи е поврзан со тромбоза, емболија, системска хипоперфузија и венска тромбоза. Сите тие проблеми го предизвикуваат исхемичниот, така? Точно. Причини имаме повеќе. Јас ги начнав тие што се најчести. Главната причина за настанување, еве ќе почнам од крварењата, пошто помалку причини имаме. Главната причина за настанување на крварењата е најчесто хипертензивна криза. Значи ексцесивен скок на крвниот притисок. Но неретко, во колку се јави кај млади особи, неретко причината е прскање на аномалија или проширување на некој крвен сад, така наречени аневризми. Значи, во колку добиете акутен невролошки дефицит кај млада особа, апсолутно ќе се посомневате дека е крварење и дека е најчесто во основа причината аневризмално проширување или пак некоја артериовенска малформација. Кај повозрастните најчесто се хипертензивни крварења, но некогаш реков и од неадекватна контрола со антикоагулантна терапија, односно терапија со синдром, знае да се јави оваков тип на крварење. Кога говориме кај исхемиите, повеќе се причините. Најчесто како главна причина е каротидна болест, значи заболување, односно задебелување, стенозирање на каротидите, како главните крвни садови кои што ни го исхрануваат мозокот, но неретко тромбот може да ни дојде од друга регија, односно емболусот, емболусот најчесто е од кардиогено потекло, односно од срцето, кај пациенти со аритмија, односно пациенти со атриален фибрилов латер, кои што не доволно добро се третирани со антикоагулантна терапија. Значи, исто така е поврзано и со срцевите. Апсолутно, да. Аритмијата најчесто дава тромбуси во белодробието и во мозокот. Особено кај пациенти кои што не се контролираат, примаат синтромска терапија,
по препораките треба да се даваат ноак препаратите, односно нова генерација на антикоагулантна терапија, која што и не бара чести контроли на ИНР, знаат тие што примаат терапија, односно не бара воопшто контрола на ИНР, се дозира едноставно по едно или две апчиња во зависност од типот на лекот и овозможува една континуирана доза на лекот во крвта, без големи варијации и со помал ризик од настанување на ова крварење. Кога говориме за венската тромбоза, многу често кај младите. Интересно ми е и малку ми е чудно да има венската тромбоза поврзано со мозочен удар. Па тоа е мозочен удар. Да, обично венска тоа нели е тромбоза на вени во мозокот. Во мозокот. Да, на вени во мозокот. Јас некако го поврзав со долните екстремитети, пак затоа ми беше чудно. Значи сепак тоа се работи за венската циркулација во мозокот. Многу честа работа кај млади, многу почесто ја гледаме кај млади особи. За жал, често пати кај бремени жени, некако ни се поместува границата на првородките, значи знаат да над 35-та година веќе е поризична бременоста, вклучително и настанување на венска тромбоза. И би рекла и кај млади девојки кои што користат контрацептивна терапија, антибиби пилули. Па антибиби пилулите знаат да направат вазоконстрикција, скрчување на крвните садови, како резултат на тоа да настане венска тромбоза. Тоа е тоа што го гледаме како честа работа кај млади особи, значи кај трудници најчесто венската тромбоза и кај млади девојки кои што користат контрацептивна терапија. Значи во секој случај тоа не е добро да се користи, еве еден апел до сите кои што не слушаат. Да. Значи може да предизвика вакво. И докажано со научни истражувања одредени типови на контрацептивни лекови. Кај повозрастните бремени жени апсолутно потребна редовна контрола кај трансфузиолог покрај контролата кај гинеколог. А зошто, што се случува кај повозрастните трудници? Зошто е тоа така? Кои се тие причини? Па има пореметување на ниво на крвта, значи вообичаено е кај бремени жени да имаме пораст на дедимерите, меѓутоа обично кај повозрастни бремени жени, зборам за првородки, особено стимулирани хормонално за да го зачнат плодот, имаме прилично пореметување на дедимерите со многу високи вредности. Еве конкретно за инвитро оплодувањата? Па да. Значи сепак постои ризик. Обично гинекологот кој што ја води бременоста знае да препорача контрола кај трансфузиолог. Така, бидејќи може да се случи. Работат мултидисциплинарно. Така. Доктор Драгана, бидејќи спомнавме многу фактори, дијабетисот го спомнавме, високиот притисок и покачените масноти во крвта и така натаму. Претпоставам дека кога станува збор за превенцијата, секогаш говориме, нели треба да се контролираме, треба да правиме чисти контроли на крвната слика, дали имаме некои покачени параметри, па нели да ги изрегулираме. Колкава улога има се тоа да се држи под контрола? Дали треба навистина за да спречиме мозочен удар, да ги превенираме сите овие други проблеми постојано, како впрочем и за срцевите заболувања, оној така наречен метаболен синдром? Го рековте метаболен синдром. Мозочниот удар е болест која што се јавува како последица. Така. Затоа велам дали треба на вистина толку да се посветиме за да не го добиеме оној метаболен синдром кој што ги опфаќа сите овие проблеми за кои што ги набрав. Апсолутно да. Првично макар да и се кога би прават имале контроли. 1, 2 или 3 од овие што ги напоменавме? Па да. Доволно еден да го имаме. Доволно е само еден? Доволно еден. Значи на вистина сериозно. Па да. Не би била толкова честотата ако не е сериозна. Во Македонија имаме висока стапка. Така. Може би ради тоа што имаме специфичен стил на живење со уживатели сме на алкохол, уживатели сме на масна храна, на добра храна. И забораваме да одиме, јас стално велам, на доктор. Кога ќе се јават првите маки, тогаш се јавуваме. Години наназад веќе нели се практикуваат оние систематски прегледи, барем на година и пол, така
практично. И се шокираат луѓето. Да, практично на година и пол следуваат нели тие систематски Се прегледи. шокираат млади особи кога ќе видат колкави покачени вредности на холестерол и триглицериди имаат. Да. Меѓутоа, има ли некако тоа улога Има како во однос не. на превенцијата? Не е за џабе Така. препорачено да се прават тие систематски контроли. Се е со цел навремено да се диагностицира, со цел да се превенира. Така. Нешто посериозно, некоја поголема болест. Како што е срцевиот инфаркт според мене и мозочниот удар. Тие се најсериозни болести каде што животот ни е загрозен. Така. Што друго би кажале во однос на Според и на мене, превенцијата и на Сакав да секогаш, кажам тоа, така. според мене шекерната болест ми е најсериозна болест. Така, значи сепак Тивокубиец. така. Сме говореле многу пати. Да, секогаш е актуелна тема на говорење. Вариациите во дневно нопни во текот на денот Така. од вредности од 6, нешто до 12 не се добри. Така. Значи потребно е да се држи шекерот во едни мали, да кажам, дискрепанции, мали разлики. Сите тие вариации доведуваат до оштетување на крвните садови, генерално. Но градбата на крвните садови на мозокот е поинаква во однос на другите. Тука највеќе страдаат. И многу често пациенти со диабет, со шекерна болест се наши пациенти. Така. А додека кога стана збор за крвниот притисок? И тие се наши пациенти, особено се случува да пијат терапија, значи пропишана од матичен доктор или пак од специјалист и да не прават воопшто контроли. Мене многу често ми се случува кога ќе прашам од кога ви е терапијата, терапијата се пие 5, 6, 7, 8, 10 години. Таа терапија веќе не делува. Значи потребна е кога ќе ги запрашам дали го мирите притисокот пред да се напиете терапија, често пати како одговор добивам не. Така, си ја пијат по некоја шема. Ја пијат по шема, да, наутро, навечер или како е пропишана навечер или од сабајле, без воопшто да се измери крвниот притисок. Значи еве апел до гледачите, до повозрасната категорија кои што боледуваат од покачен крвен притисок, редовно мирење на крвниот притисок и воколку се забележи дека терапијата не делува, веднаш да се направи контрола кај специјалист интерни со цел да се смени терапијата. И таа навистина не делува после неколку години. Потребна е замена со друга терапија. Бидејќи некако најверојатно организмот пак се прилагодува на таблетите и не може да интолеранција се создава кон тој како одреден и со антихипертензив антибиотиците и со други лекови. Точно. Значи, луѓето кои што имаат висок притисок, диабетесот, како што спомнавме, впрочем и воопшто како и срцевите заболувања, покачените масноти, исто холестеролот, сето тоа, гојазноста. така, да, дебелината, сето тоа е причина за да дојде до мозочен удар. Да. Што се треба да се преземе? Секогаш говориме, нели, да се води здрав начин на живот, да се зема препишаната терапија без разлика дали станува за збор за притисок, дали станува збор за масноти. Дали кога веќе ќе се имаат сите овие проблеми, иако се води еден ред на дисциплина, да сето тоа се доведе во ред, дали може да се каже дека може да не се грижиме дека може да дојде вакво нешто? Или секогаш постои можност? Постои можност. Реков, апсолутна заштита не постои. Так. Меѓутоа, ние да знаеме дека све сме сториле за нашето здравје. Така. Редовна контрола кај доктор, редовна контрола на антихипертензивната терапија, што е можно подобро регулирање на шекерот во крвта воколку е диабетичар. За помладите, реков, избегнување на контрацептивна терапија, редовно контролирана бременост кај трансфузиолог, секако покрај контролата кај гинеколог, живење на здрав живот, со трчање, со вешбање, со пешачење, физичка Ајде да активност. слушнаме кој се јавува. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да прашам на левата и десната рака, трети и четврти прст ми трвна. Дали е некој знак тоа за инфаркт? Се извинувам, кои прсти ви трнат?
и на двете раце, и на лева и на десна, трети и четврти. Само тоа? Друг некој симптом? Само тоа ми трнат многу и почна и нозите оздолу да не можам да газам. А дали имате некое заболување од кое што се лекувате? Пред 15 години имах ова ишијас. Значи проблем со кичмата. Шекерна болест дали имате? Нема за сега. Немате, добро. Добро. Притисок? Притискот ми беше нисок, а сега ми се покача до 130. Добро. Симптомите кои што ги кажувате не укажуваат на мозочен удар. Ова се симптоми кои што укажуваат дека имате страдање со вратниот дел од дрбетот. Ова ниво што ми го кажувате е најверојатно C7 или C8 ниво од вратната кичма, така да воглавном да се фокусирате околу претрагите на вратот. Да. Ишијасот кој што сте го имале на лумбосакралниот дел од дрбетот, го имате и на вратот. Да. Значи да направите снимки на вратот. Во секој случај не е поврзано Не е со поврзано мозочниот со удар, мозочен да не удар, се да, грижите. Појдете кај матичниот лекар. Претпоставам дека ќе ви Да ви даде упати, упат да, за да се на снимате невролог. и да се утврди точно што е проблемот. Ако има уште еден гледач ќе го вклучиме, па тука некаде ќе. Фала многу и пријатно. Ви благодариме и Благодарам. вам што не следите и што се јавивте и ве се надевам дека ќе послушате доктор Драгана и незиниот совет во однос на вашиот проблем. Значи мозочниот удар обично се така? манифестира од едната половина на телото. Така, кажавме дека промена Акутно на доаѓа така. од еднашка, ненајавено. Често пати во сон, или пак после будење, или пак во било кој период од Така, од текот денот. на денот. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Значи, молам граѓанин од Скопје, сакам да ве замолам за конкретно за притисокот. Ве ја пратиме емисијава. Така. Долго години пијам таблети за смалување, за регулација на притисокот. Така. У последно време имам прецизен апарат од Германија земено. Притисокот ми е во нормала, значи скроз нормала, 125 со 70-80. Имам 2 стента оградено, имам диабет, зголемен диабет. Значи пијам терапии за едно и за друго. Сакам да прашам со терапија за притисок, дали е пожелно да продолжам редовно, бидејќи ова стварно води од една притисокот ми е скроз нормални граници. Тоа за сега. Верувам дека Благодарам, покрај ако во колку ме сте слушате. стентиран, верувам дека покрај стентиран, терапијата за притисок земате и терапија која што ви ја разредува крвта. Ете така, да. Така да терапијата секако ќе продолжите да ја земате. Благодарение на терапијата која што ја земате го имате тој притисок 120 со 80, иначе ќе биде многу повисок. И би ве посоветувала да одите на редовни контроли кај докторот кој што ве стентирал. Така. Тој најдобро знае како да ве води во годините што следат. Така. Целата пропишана терапија да се зима. Не, добро, ви благодарам многу. Ви благодариме и вам што се јавивте. Еве се надевам дека убаво ќе ја послушате доктор Драгана, ќе си ги земате нели оние препишани терапии, ќе одите на редовни контроли кај вашиот доктор со кој што нели и одите редовно во однос на стентирањето и се ќе биде во ред. Доктор Драгана, тука сме некаде негде при крајот. Кажавте дека во лето може да бидат некако помирни нели пациентите, а сега еве ни доаѓа некако зимата, загадувањево некако нели ова што ни е кај нас стандардно во нашиот главен град, почнува веќе да се покачува на повисоко ниво. Колку може да кажеме дека мозочните удари би можело да се јават во зимскиот период? Има ли разлика зиме и лете? Кажавме дека есен, пролет, да, меѓутоа зимата како делува? Ради проста природа е тоа. Така. Кога е топло, крвните садови ни се шират, така. автоматски крвниот притисок ни се намалува, ни се регулира, дури и самите пациенти си ја намалуваат терапијата што ја зимаат во текот на летниот период. Кога се шират крвните садови, се намалува притисокот, а кога се стеснуваат, тогаш се покачува. Точно. Значи во зима, да, исто така е поголем ризикот да се добие мозочен удар. Есен, пролет, зима, секако поголема инциденца имаме. Так. Ајде уште еднаш вака како за крај еден совет до сите оние кои што не следат. Значи, кога треба уште еднаш да повториме да се јават и да реагираат веднаш ако почувствуваат кои симптоми
и за превенција уште еднаш да ги посоветувате што и како да се однесуваат во секојдневниот живот. Значи, основни симптоми едноставни од едната страна на телото, спуштен се нагол, слабост на раката на ногата, говорни пречки. Што побрзо да се повика брза помош со цел навремено и брзо да дојдат до единица за лекување на мозочни удари, каде што навремено ќе бидат диагностицирани и адекватно третирани. Така. Воколку не се стори тоа, апсолутно лекуваме само последици. Така. Во однос на превенцијата? Во однос на превенцијата би апелирала редовна контрола на крвниот притисок, така. редовна контрола на шеќерот во крвта, намалување на телесната тежина, пешачење, бидејќи говориме за возрастни лица, по можности спортување и помалку секирација и нервоса. Така, и стресот навистина еден фактор кој што навистина предонесува за се. Впрочем, како и за денешнава тема за која што говориме, за мозочниот удар. Доктор Драгана, ти благодарам, многу ми беше драго што за прв пат имавме можност да се сретнеме во емисијата Ваш термин и се надевам на соработка, па бидејќи неврологијата подразбира и други проблеми, во некое следно издание можеби со некоја друга тема која што ќе биде интересна повторно да нешто. Благодарам на поканата, убава атмосфера имате во студиото. Секако отворена сум за соработка да говориме и на некоја друга тема од неврологијата. Секако. Почитувани гледачи, тука за денес ќе ве поздравам и јас вас. Ви посакувам пријатен и убав остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.